Përshëndetje të nderuar e inte, rruga drejt është me ju. Jemi këtu bashkë sonte për diskutuar mbi temat aktuale. Sigurisht zhvillimet politike, gjendjen e sigurisë dhe me theks veçantë asaj që po ndodh ditëve të fundit me aksionet policore dhe inspektimet e shumta në vendbanimet shqiptare. Me mua sonte këtu në studio kam tre mysafir, kam profesorin e nderuar ish deputetin RDK, zotin Izet Zeqiri, mirë se erdhët. Mirë gjeta. Kam zotin Kire Naumov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Dobroveçër, dobrodojete. Kam Zoran Ivanov, ish koleg, analist politik. Dobrodojete. Dobroveçër. Ќе почнеме со вас. Може. Како гледате на сето ова што ни се случува последниве денови? Големи полициски сили, специјалци влегуваат во речиси во секое село за да контролираат. И колку е тоа вообичаено? Па да, вообичаено воопшто не е, ако зборуваме за парламентарни демократи или пазарни економии, за кои што нели после 90-та година ние се обидуваме нешто да направиме или да имитираме таков тип на економија, односно општество. Видите, кога не знам како да крстиме темата, кога полицијата, односно МВР, работи нешто заедно со УЈП, тоа не е економија. Ние денеска не може да зборуваме за економија. Не постои, знаете, место каде што МВР ја заменува улогата на управата за јавни приходи. Во оваа ситуација ние де факто не зборуваме за економија. Прво тоа да го расчистиме. Ќе видиме кратко само дека се гледа дека посебно после изборите владата се обидува постојано да најде начин, значи секојдневно како да ги зголемува приходите. Имаме дневно закони со кои што постојано се обидува да најде начин како да прибира повеќе од стопанството и од граѓаните. Више не може да ги следиме, тие сите закони одат со побрзи постапки, почнувајќи од она што се случуваше со хонорарите, односно законот со кој што хонорарите ќе бидат покрај персоналецот ќе да се плаќаат придонеси, се до завчера со промена на законот за акцизи, каде што покрај тоа што се зголемуваат казните во некои области околу енергенсите, имате состојба во која што ќе се зголемува и периодот на враќање на акцизата за некои енергенци кои што се стимулира да бидат произведени. Од 3 месеци на 12 и тоа ги погодува некои големи компании. Во овој случај, значи ова што го зборуваме како последно, не може да го ставиме во групата на тоа дека владата ова го прави само врз основа на тоа да ја зголеми наплатата, односно да внесе ред во фискалната сфера во овие сектори. За мене целото тоа има една политичка дименсија. И позадината овде веќе она што оваа власт го прави, односно двете партии на власт, ВМРО, ДПМН и ДУИ, веќе заличува на нешто ако порано им некој можеше да им даде рака и дека правеа некој тип на холивудски да речеме сцени или местенки, ова веќе заличува на Боливуд. Ова е веќе нешто што во стилот на собрата Рој веќе е преочигледно и пресмешно. Треба да гледаме целата ситуација по глобално, односно што предходеше на овој настан. Да, секако ќе имаме прилика да разговараме за тоа каде не носи и што е крајната цел. Да, но првата поента што треба да излезе од целото ова, а ќе продолжиме понатаму, е следно, она што ме плаши по последните години. Да се остави онаа тема дека албанците, значи било кој бизнисмен кој што е албанец и ќе речете дека е богат и успешен, не може да биде богат и успешен така што работи честно. Албанците, бизнисмените се луѓе кои што или работат со дрога, или работат нелегално, или кријат данок, односно не работат со фактури. И таа е една од приказните кои што треба сега да се продаде тука, а подоцна заедно со се друго што се случува во овој период. Profesor Izet, si shihni ju këtë aksion të fundit? Mendoj se ndërhyrjet e fundit të forcave policore në objektet afariste të vendbanimeve shqiptare bëhen nën pretekstin e kontrollimit të ligjshmërisë, mirë po motivet janë politike. Po të analizohet mënyra e veprimit, janë zgjedhur objekte hotelerike frekuentuese në kohën kur ka më shumë qytetarë,
Dhe prania e forcave policore në ato objekte ka më shumë për qëllim jo të kontrollon ligjshmërinë, po friksimin e qytetarëve, edhe atë me një numër të madh të policëve të armatosur deri në dhëmp, duke demonstruar forcë dhe dhunë mbi qytetarët. Ajo që është më e papranueshme, bile e hyn edhe në dyqanet lojrat e fëmijëve, fëmijë 2-13 vjeçar, e kështu me radhë, dhe mendoj se në aspektin politik këto vinë si rezultat i zërave për destabilizimin e situatës së sigurisë në Maqedoni, pas thirrjes LSDM-s, pas sulmit ndaj qeverisë, pas kombëtesave të ndryshme për marrjen e përgjegjësisë, dhe normalisht VMRO, DPMN dhe BDI tentojnë, domethënë, të tregojnë muskoj ndaj qytetarëve. Nuk do mendë se krahas kësaj... I thotë VMRO dhe BDI? Po. Ato janë koalicion qeveritar dhe ato menaxhojnë së bashku. Ato kujt i tregojnë forcë? Votuesve të BDI-s? Po, gjithsa ky koalicion funksionon në bazë të lidhjeve të interesit, kështu funksionon. A unë do të sqaroj pse funksionon në lidhje të interesit, se ka menaxhim kukull, ka menaxhim me partneritet, ka menaxhim me kaos dhe ka menaxhim sipërmarrës. Në këtë rast, sipërmarrës është VMRO, kurse BDI është me menaxhimin kukull. Pa ajo që dëshiroj të potencoj në këtë situatë është se dal nga dal Republika e Maqedonisë po bën shtet autokratik, ku emërtohet si diktatur, një dhunë ndaj qytetarëve, ndaj bizneseve, ndaj repartit më të ndjeshëm, se gjithë ato policë prej ku i marrin të ardhurat, pikërisht i marrin nga ato biznesmen, nga ato çajtore që demonstrojnë dhunë. Dhe në këtë mënyrë, jashtë asaj që shteti po bëhet autokratik, në shumë shembuj, ky koalicion qeveritar na jep një mesazh se shteti po bëhet tiranik dhe po frikson qytetarët, bile do të shkoja më larg sa që do të thoja se pushteti po bëhet edhe despotik, duke mos respektu normat ligjore pozitive siç bën Ministresha e Punëve të Brendshme, duke thënë se atë aksion mund të për çështje ekonomike ta bën Ministria e Punëve të Brendshme. Do të thotë, krahas asaj aspektit ekonomik ku shteti është në kolaps dhe mundohet tash ky kolaps ekonomik të mbulohet përmes ty presionit të mbledhjes së haraqit, për të cilët do të bisedoj edhe më vonë, që ngjason me kohën e mesjetës, ku mbretërit, varësit e tyre i orientonin për të mbush arkat shtetërore, duke bën presion dhe duke mbledhur gjithçka nga qytetarët. Zoran, i vije долго време, евте наш колега новинар, сега од оваа перспектива, како ги гледате сите овие случувања кај нас, посебно ова што се случува со специјални сили, да се оди да се прават финансиски контрол? Вие почнавте емисијата со таков дизајн дека полицијата со акциите што ги презема во региони каде што главно живеат албанци, малку се дава една етничка конотација. Јас не сум заговорник за таа теза, би отишол малку на една друга анализа. Ако е тоа така, тогаш партијата на власт, ДУИ, е поодговорна отколку ДПМН, затоа што ВМРО ДПМН тоа му е доктрина. Таа е 8 години веќе, колку 9-та влада е, 7 година е со ДУИ, и доктрината е, ние бевме сведоци дека со таа полициска структура секој ден се манифестира нешто. Да не зборам од, не знам, Љубе Бошковски како го легне на улица, до Шиповиќ кој рече се враќам од Америка, тие го чекат, не, ќе се вратиш ние кога ќе ти кажеме, не можеш ти да се враќаш во татковината кога ти ќе посакаш. Значи има безброј примери, да не споменам од Мартин Нешковски наваму, каде што полицијата практично е доминантен фактор во државата. Тоа нема да погрешам ако кажам дека дава слика на една полициска држава, може би прегрупа во моментот звучи, но тоа е патосот на во тоа сето учествува и албанскиот политички фактор во Македонија. Значи, кога зборуваме за некаква репресија во етнички средини, еве конкретно за албанските етнички средини, низ призмата на последните акции на Управата за јавни приходи, односно тоа не беше акција на Управа за јавни приходи, бидејќи уште не се покаже резултатите кои се, туку беше акција... Веќе денес во интервју за Алцат го потврди директорот на УЈП дека тоа е акција на МВР, кој што ги вика инспекторите на
одредено место кое ќе го закажат и од таму тргнуваат во акција без да им кажат каде одат. Не знам, затоа прв пат слушам, затоа што УЈЕП обично повика асистенција како дива града кога ќе рушат, тогаш нели општината бара асистенција за да нема проблем со. Сакам друго да кажам дека ова што и професорот го напомена, дека се праќаат сигнали дека оваа држава може да се владее со сила, со страв, неадекватно, неевропско однесување и од тука можеме да извлечеме и заклучок дека ние воопшто не се движиме по патот на Европската унија и дека прашањето за името, сега да не наметнувам друга тема, воопшто не е пречка за нашите интеграции, затоа што ние и да почнеме преговори, да не почнеме во менталитетот на државната власт нема елементи на европизација на овој општество. Од тој аспект не знам дали ова ќе ги наруши меѓуетничките односи, затоа и реагирав зошто и оваа емисија можеби ја почнавме кај албанците иде полицијата. Јас верувам дека кај тие полицајци има и доста албанци. Што прави заменик министерот? Што прави коалицијските партнери? Што прават на влада во реакцијата? Дозволете, денеска министерот за економија вели јас ќе реагирам на влада и дошле во судир со ова. Таа информација ако требаше да се пласира за ние како јавност да речеме еве се расправа таму во влада, ама во влада не мора да седат на тие столчиња, има и надвор столчиња. Апсолутно. Ние почнавме емисијата така затоа што ако се навратиме во последните 10 дена, каде се појави полицијата, се инспекторите. Многу убаво ќе видиме, се почна од Липковскиот регион, се префрлија во Скопје на чаршија, отидоа во Сарајево селата, отидоа во Тетовски села, отидоа во Студеничани, повторно се вратија во Гостиварско. Ние немаме слушнато, односно и вие како опозиција, ќе прашам, дали имате од вашето членство сознание дека во источниот дел на Македонија се преземаат слични Ева како слични е, така се извинувам, јас не сакам да верувам дека се иницира етнички судир. Ако тоа некому треба за да испере пари, да покрие долгови, не сам после толку години владење, трошење буџет и така натаму, одат на најлошата варијанта. Апсолутно, очигледно не има станало нешто. Не сакам да верувам дека една власт, нели, граѓаните кога излегуваат да избираме, нели, власт која ќе не просветлува, а некој ќе не затупови и ќе не носи во судири етнички или не знам как. За жал, показателите ни се лоши и тоа што успеваме да го гледаме, дека некој намерно сака да не вступне во некакво си сценарио за да прикрие нешто што недомаќински го работеле сите овие години дека се на власт. Ајде ако не го гледаме, еве ќе бидеме коректни, нема да одиме на тоа дека се сака да се направи етнички конфликт. Дискриминаторски и економски. Еве да го гледаме само така. Но кој ќе видите дека само се тоа мнозинско албански средини и места за кои што постои чаршиски муаве, дека тоа се местата каде што, за разлика од добрите бизнисмени, сите што плаќаат данок, македонците во големите центри и слично, се местата каде што не се плаќа. Еве, економски и дискриминаторски. Како тоа некој решил сега со интервенција на специјалните единици да го прави тоа. Тоа е првиот момент. Вториот момент, од кога тоа полицијата одлучува, ако е таква изјавата на УЈЕП, да одлучува... Ако успееме во вториот дел, ќе побарам и да ја слушнеме таа изјава. Оке, вие имате и ќе веруваме во тоа, може и да ја слушнеме. Од кога тоа полицијата одлучува каде УЈЕП треба да се врши својата работа? И зошто директорот на управата за јавни приходи прифаќа такво нешто? Што ние можеме да заклучиме пред тоа? Значи се случувало обратната работа. Се случувало да УЈЕП, и тоа најверојатно го има сегде во светот, вие имате луѓе кои што не се спремни да ги дадат своите документи, се насилни, тоа го има и тука, и да викнете интервенција на МВР. Но обратното е зачудувачки. Тоа не се случува нигде. И тенцијата од тој аспект, еве колку да сакаме да бидеме коректни, покажува нешто друго. И за мене покажува следното, ако се вратите наназад малце, ние имавме шпекулации такви или онакви, боливудски, повторно мислам, во кои што кажавме дека се појавиле неколку вакви униформи или онакви униформи, кои што доаѓале нели и министерот изјавил едно, после не лошо интерпретирано. Па интерпретиран друго, па легитимирале или не легитимирале. И повторно во тој боливудски стил, сега имаме еве да покажеме нели власт, односно ВМРО-ДПМН, да видите дека ние контролираме целата ситуација и ќе влеземе на кој начин на тоа што заедно со полицијата ќе ги земеме сите инспекторски служби. Мислам дека позадината е повторно такво едно сценарио. Бидејќи прашањето е сега, која е одговорноста на директорот на УЈЕП? Дали тој дозволил до сега таму да не оди? Дали бил одел и дали до сега ги вршеле
своите инспекцијски... Ако е точно Наумов дека полицијата е таа што иницирала контроли, тоа значи полицијата ги води инспекторите, не инспекторите полицијата. Тогаш во ова наше општество, во оваа држава се испревртено на глава. И тоа само покажува дека нас не било од сега натаму. Ако е тоа така, јас не сакам да верувам дека тоа директорот на УЈП така го изјавил дека тоа така. Јас се раководам без оглед на промена на законите и владење на полицијата. Значи, ние тоа ќе го слушнеме, иначе претходно и заменикот на директорот на УЈП, Кадар Андуи, излезе да го обвини, да го демантира заменик министерот за внатрешни работи, дека УЈП не побарала асистенција, туку дека МВР. Ако е така, ние имаме целесен проблем во... Апсолутно, зашто и заменикот на УЈП тоа ни го изјави, денеска тоа го потврди и Горан Трајковски. Двајца кои што потврдува дека акцијата на полицијата, кои што ги прибира инспекторите и одат на терен. Тоа што треба да се укинат инспекцијските служби и полицијата да се преземе цела на сите полицајци, на сите инспектори да им стават униформи да се вршат работа. Ошто индикативе кто акционе бахан ме методата централизуара ме полиц nga Shkupi. Apo me njësi speciale dhe me inspektor nga Shkupi. Kur regioni i Tetovës që përfshin Tetovën, Gostivarin, Kërqovën, Dibrën, ka inspektor të drejtorive të tyrave publike. Mandej në bazë të nenit të 7 të ligjit mbi policinë, policia vetëm mund bëjë asistencë. Policia mund të jetë mbikëqyrë dhe statist në atë proces. Atë proces të kontrollit për aspekt të kasës fiskale, për aspekt të pirjes dohanit e bën drejtoria e tyrave publike dhe inspektorati i tregut. Po këtu janë motivet tjera. A lidhur me çështjet të cilat përmendëm se pse për shembull në regionet shqiptare, unë do sjellë disa fakte që i demantoj të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me tatimimin, duke dhënë edhe argumente të theksuara. Do t'ju jap mundësi ta thoni atë mirë, po nga regjia ma bëjnë me dije se kemi të gatshme deklaratën e Goran Trajkovskit, cilën do të mund ta ndjekim, ta ndëgjojmë edhe një herë bashkë. Патем, за професорот може би смета дека локалните инспектори се неефикасни од тикс причини, родбински, пријателски, врски, корумпирани и така натаму. Ајде да ја слушнеме изјавата, да ndëgjojmë декларатën e Горан Трайковскит, да мандej do të kthehemi në studio. Координирана акција, а вие како УЈП не одлучувате дали таму ќе има специјалци или униформирана. Како што МВР не одлучува дали ние ќе имаме даночни контролери, даночни инспектори, дали во еден објект ќе пратиме тројца инспектори или еден инспектор ќе биде, тоа се нашите претходни подготовки за контролата, што е нормално ако станува збор за некој мал објект со една фискална каса, доволен еден даночен службеник, доколку станува збор да хипотетички за дискотека со повеќе шанкови, повеќе фискални каси, голема маса на гости, нормално е дека таму и ние ќе влеземе со 5, 6, 10 даночни инспектори. Значи се прави проценка према типот, видот на објектот, моментот на контролата, посетеноста. Зборувам за проценката што ја прават луѓето од УЈП во делот на своето постапување. Верувам и знам дека тоа го прават и колегите од Министерството за внатрешни работи и нивна е проценката во колкав број и од кој тип на полициски службеници ќе бидат присутни во една координирана акција. Тоа значи МВР одлучува дали ќе прати специјалци. Сепак е на повик полицијата на управата за јавни приходи, а полицијата, ако добро го разбравме и тоа е така, проценува во кој регион каква сила ќе однесе за заштита. Значи полицијата решава дали ќе иде со специјалци или нема да иде. Да, апсолутно, но сепак изјавата е во таа насока и прашањето е дека дали и кој ја превземал оваа последна акција. Јас не го разбрав така, директорот на УЈП го разбрав во стилот дека тие одат на терен и бараат асистенција. А каков тип асистенција си решава самата полиција? Добро. Kjo edhe mund të vërtetohet, unë mendoj se ka abuzim me kompetencat, se nëse drejtori i hyrave publike thot se ka kërku asistencë prej Ministrisë Punëve të Brendshme, kjo ligjërisht duhet bëhet 5 ditë përpara dhe të vërtetohet. A ka kërku asistencë dhe asistenca e policisë paguhet. Ministresha e Punëve të Brendshme duhet t'ja paguaj drejtorisë për të hyrat publike. Dhe nuk mund do të e kundërta ta organizon policia dhe inspektorët të jenë në shërbim të policisë.
Këtu është një abuzim me kompetenca, sigurisht a kriju një konfuzitet në mes të këtyre udhëheqësve, por ajo që është me rëndësi është fakti se Drejtoria për Hyrje Publike vitet e fundit po bën presion të madh ndaj ekonomisë. Po të analizohet nga viti 2004 për 200 milion euro arkitimi i tatimeve është rrit. Do të thotë nga viti në vit kemi rritje, do të thotë 26% janë rrit. Dhe po të analizohet se përmendet në aspektin regional pse bëhet ky inspektim në regionet me shumicë shqiptare, faktet flasin se nuk ka asnjë dilemë se shqiptarët, bizneset shqiptare paguajnë tatim si gjithë të tjerat, i kanë dhënat. Mirë po do të paraqes disa të dhëna tjera të cilat në fakt janë pak indikative, sepse dënimet që janë bërë në regionin e drejtorisë së Tetovës, që përfshin Tetovën, Gostivarin, Kërçovën dhe Dibrën, janë mbi mesatarën e nivelit në Maqedoni. Çka do të thotë në vitin 2012 dënimet dhe ndëshkimet janë bërë 58.15% në Tetovë, në regionin e Tetovës, në mesatarën në Maqedoni që ka qenë 50%, kurse në Shkup ka qenë 42%, në Manastir 47%. Po të analizohet në vitin 2013, 58.56% dënime kemi në këtë region të Maqedonisë Perëndimore, vis-a-vis Shkupit 38.30%, apo vis-a-vis për shembull Shtipit me 49.83%. Ose 2014 mesatari është 39.48% dënime, do të thotë pagesa, kurse regioni Tetovës është me 44.14%. Ne kuptojmë sepse ka diçka këtu, nuk mund të themi se sot në këto kushte, me gjithë këto ligje, me gjithë këto ndryshime, çdo objekt i plotson kushtet dhe standardet në aspekt ligjor. Inspektori spaku të hinë dhe mund të gjeje gabime dhe shumë, do me thënë, pa rregullsi dhe të shënon ndëshkime. Mirë po, janë pak indikative me mesatarën e qyteteve tjera ku dënohen. Dhe kjo është si e dhënë që pikrisht është e marrë nga Drejtoria e Hyrjeve Publike. A nuk do mend se do të thotë kjo është një goditje e madhe për ekonominë. Duke u nisur nga fakti se sot pikrisht kemi dikun 71.000 biznese, ku 85% janë bizneset vogla dhe të mesme të punësuar nga 1 deri 9 punëtor. Dhe presioni që bëhet mbi to reflektohet edhe me dhënat e Bankës Popullore, ku dikun të 190.000 llogari kemi të bllokuara, nga ato të qytetarëve janë dikun 125.000 llogari, kurse të firmave janë 65.000 llogari të bllokuara. Dhe ky presion që i bëhet biznesit në këto kushte është me të vërtet i papranueshëm, sepse ne duhet ta dimë se ato 160.000 administratorë publik dhe shtetëror, ato marrin rroga pikrisht nga ky biznes. Dhe këto janë njerëzit më të vlefshëm që ne duhet për këta të investojmë kapital propagandistik pozitiv, jo negativ, se ata japin, domethënë, ardhmërinë, ata krijojnë vende pune dhe japin të ardhura personale për administratën publike dhe shtetërore. Është koha për të bërë pauzën e parë për reklama dhe kthehemi në pjesën e dytë të debatit tonë sot. Kthehemi për të vazhduar bisedën në studio me mysafirët. Сакав да поразговараме во односот на ДУИ кон сето ово што се случува. Видовме во низа неколку изјави, дека они не се согласуваат со оваква таксија, дека ќе бараат одчет од владата. И која е логиката на едно такво владење? Кој знае кој пат, нели, целото тоа се случува. Би зборувал малце пошироко за целата политика. Ова е последниот случај. Не може ова да се случи без другиот брат во владата или да даде изјави. Мисля, ние ќе гледаме они изјави едниот со другиот заменик и така натаму целото тоа е шоу. Разочарувачки за мене, значи искрено да ви кажам, што се случува на овој план, на меѓуетнички план, посебно во периодот после 2001 како пресек и посебно овој период последен во кој што 6 години ДУИ е цело време на власт заедно со ВМРО-ДПМНЕ. Мислам дека ние имаме во моментов една таква антиалбанска атмосфера, која што можеби не ја приметуваат, например, вашите гледачи, да речеме, ако Алсат го гледат повеќе припадници на албанската етничка
заедница, но кој што се приметува на другите места. Јас мислам дека не било полошо, ние заличуваме во моментот, можеби претерувам ке мислите, но кој ви кажам неколку примери, на времето на антиалбанската хистерија од времето на Милошевиќ. А ги гледате сите овие настани, значи што не успеа Али Ахмети и Дуи да направи во овој период. Значи се уште останува ова што сакам сега да го кажам со оваа акција. Останува стереотипот, например, и не успел уште да го избрише Дуи или сите ние, ако не може тоа да го направи Дуи, мораме ние да се обидеме да го направи тоа, ако сакаме да живееме во нормално општество. Имате стереотип кој што останува, дека не може да има честен албански бизнисмен. Тој стереотип стои. Вие видите, значи, например, секогаш мора да се залепи етикетата дека таков некој бизнисмен мора да работи нешто надвор од законот. Тоа е една од овие последни 50. Видете докаде оди цело ово. Оно што случуваше последните денови во Србија со оној настан со дронот и така натаму. Не знам дали сте свесни дека во Македонија еуфоријата антиалбанска беше дури поголема од она што се случуваше во Србија. Ние имаме сега пред се од луѓето кои што се платени усти на овој режим и кои што ги има сегде. Тоа се мултимедиумски усти, ги има на радио, ги има на Facebook, ги има на телевизија и сегде, кои што кажува нешто што ни во Србија сега во моментот дека не се кажа. Дека тоа е племе кое што залутало овде во Европа, никогаш нема да се цивилизира, никогаш тие луѓе нема да бидат онакви кои што треба да бидат. Погрешка се дојде ни овде. За да стигнеме последните денови, замислете. Луѓе кои што во овие 20 години не им текнало на народно-ослободителната борба, не им текнало го сатанизираат тој период од историјата, го сатанизираат комунизмот и слично, петокраката и така натаму, сега да вадат теза, чисто фашистичка, со која што ќе кажете дека албанците се генетски предодредени да бидат фашисти, бидејќи секогаш биле на страната на италијанскиот окупатор, биле балисти и така натаму и така натаму. Ние се уште заедно со она претходното, ние се уште имаме стереотип во кој што викаме и тоа се случува во средините кои што знаете како без разлика дали толку јавно на националните телевизии го гледате, но се пика доле дека албанците ги поврзуваме со тоа дека се луѓе кои што се предодредени на некоја физичка работа и нив едноставно не ги бива за ништо друго. Мислам дека не сме имале ваква ситуација одпред тоа. Овие две партии кои што се волку време на власт, мислам дека тоа го справат смислено. Каде Дуи го гледа излезот од ова, стварно не можам да разберам, односно како тој успеа да се сложи со целата Можеби не се сложува и никој не го прашува, туку си има тогаш значи дека заедно и Дуи и сите останати ние сме во некој начин уценети и мора целото тоа да го трпиме заедно со нив. Тоа не може да оди на добро. Мислам дека разрешницата многу брзо ќе биде лоша. Реплик двогледја бе. Сака да реплицира како? Може. Nuk pajtohem në shumë tezat e juja, por mendoj se kjo politik do të thotë e demonstrimit të forcës brutale ndaj bashkëqytetarëve shqiptar nuk është vetëm 4 vitet e fundit. Ajo ka qenë edhe në periudhën kur ka qenë qeverie e dytë e LSDM-s. Mos harrojmë të përmendim për shembull rastin me 6 dhe 7 nëntor të Bitpazarit. Mos përmendim aferën e arve. Mos përmendim për shembull 14 dhjetorin e 1994-s në Universitetin e Tetovës. Mos harrojmë Nont Korikin, Ladorishtin, ku kemi dikun të 10 viktima, ku kemi me mija shqiptar të rrahur brutalisht, të bërgosur. Këtu do më thënë, pushteti ka një qasje do të thotë jo inkluzive ndaj bashkëqytetarëve të vetë që për fat të keq edhe mas 2001-shit ku vendos një gur themeli ri i ndërtimit të shtetit të Maqedonisë, na ndodhin gjëra të tilla. Unë vetëm dosha ta plotësoj këtë, sepse historikisht ne kemi këto telashe. Сосема се служувам, но јас 2001 ја правам како пресек некој, после кој рековме дека ако Али Ахмети решил да излезе во планина, потоа се демилитаризирал, станал политичка партија и да повторно сега
да повторно после тој пресек од 2001 имаме ваква ситуација. Иначе дефинитивно она што се случува сега не е важно, еви на позорот зборувавме, уште ми е нејасно дали УЈП ја побрала асистенцијата МВР пред тоа сосема ќе се расчисти тоа. Демонстрацијата на сила значи желба за да се застраши некој. И што значи тоа сега? Еве да речеме дека УЈП ја побарала акцијата, значи дека во цел овој период до сега не се вршеле контроли во тој регион. Како одела до сега? Нигде не направила такви контроли. Туку ќе го прави вака секогаш со помош на полиција. Тоа е повторно исцртување на некои граници во кои што власта, односно македонскиот дел од власта вика да, од време на време ја таму ќе им покажам сила, а меѓувремено тоа е таму юрисдикција на ДУИ и така натаму. Што е повторно циркус, повторно еден театар кој што не носи добро ништо на Не знам, мислам дека Наумов малку престрого ги вади оценките, не знам точно од каде за тоа дека ова општество е настроено сега повторно против албанското. Не ова општество, јас зборувам дека главните мејнстрим режимски новинари тоа говорат. Тоа не може да го прават без оние што им нарачуваат. Јас така не би ги поставил работи. Јас тоа не го чувствам така на тој начин. Може сум премногу уште во таа фела, нели? Па не можам да ги насетам тие работи што може би ти ги насетуваш, но мене ми е малку тоа страно. Јас поинако ги гледам работите. Мислам дека Македонија како независна држава 91 прво накриво го наседи дрвото. Ние излеговме на референдум 91 без албанците и тука е првата кардинална грешка. Зборувам како државна заедница. Втората грешка по мене условно е 2001 година кога со рамковниот договор се наметна една колективизација. Значи едно општество на два колективитета. И тоа е немузитет само, значи и едниот и другиот случај историски за Македонија, за самостојна независна Македонија, корените ги влечеме од таму. Имаше шанса Македонија уште 91 година, ако имаше стратези, ако имаше добри политичари, ако имаше политичари кои гледаат 20 години нанапред, дека Македонија од секогаш историски овој балкански регион, секогаш на една територија живееле мал милион националности од македонци, албанци, не знам, срби, турци, власи, не знам кои се. И секогаш луѓе, тоа ако не е политиката, живееле. Скромно, сиромашно и така натаму. Значи на таа база што генетски е поставена на оваа територија и 1991 година и 2001 ние не успевме да фатиме чекор, да фатиме пат кој некој граѓанско општество и за тоа се виновни и македонците, и за тоа се виновни и албанците, и за тоа се виновни и македонските интелектуалци, и за тоа се според мене виновни и албанските интелектуалци и сега слушајќи еве и вечерва во емисијата, мислам дека ние повторно се соочуваме со тоа македонците, албанците. Власта ја лоцираме кај македонците, таа ја влегува во албански средини. Јас ова што сега Кире Иџет ќе го излечам, значи во таа средина што сега ја нарекуваме власт и која ги има латките на државата и која излегува на терен и дејства вака и онака, седат и албанци, седат долго. Тоа е една влада, таму нема две влади. Тоа што ни фрлат прав во очи кога ќе речат министерот ти постави прашање на министерката, она му одговори или не му одговори, демек таму има конфликт, нели? Еве ние се бориме за албанците. Тоа посмешна работа тоа нема. Имаат мал милион политички мерки. Тоа што ние ги разбираме работите ни е смешно, но работава што они постојано истото ни го прават. И ова што го спомна 20 професори за ДУИ, значи мислам дека ВМРО ДПМН успеа да му наметне една матрица, една ВМРО-изација на ДУИ и сега кога слушаш дел од министрите како настапуваат на ДУИ, мислиш дека ги слушаш министрите од ВМРО ДПМН, не знам. Во разни сектори, да не спомнам сега имиња. Долга дружба веќе Учеле едни од други, така да. Vetëm dësha të them, unë mendoj se përsëri duke qenë si deputet dhe i kom pa relacionet e funksionimit në mes të VMRO-s dhe BDI-s, unë mendoj se gjitha këto janë skenar për të mbetë sa ma gjatë në pushtet. Duke provoku ndjenjat etnike të shqiptarve dhe duke dëgju dhe lexu portale se ja tash BDI-ja dhe ja kthen VMRO-s, ajo është krejt një strategji për të mbetë në pushtet. BDI-ja nuk ka asnjë rezultat në këtë vit zgjedhor.
në kushtet kur VMRO DPMN gjithandej po promovon projektet e realizuara, mos harrojmë BDI i mori 150.000 vota, 53.000 vota me projekte, 1081 projekte dhe me investime 2 miliard euro. Ja shkoj një vit do të thotë 4 vite mandati, një vit ku janë 500 milion euro të investuara. Në kushte ku shteti sjell ligje, ende nuk I ka caktuar drejtorët në drejtoritë që I takojnë. Në kushte ku VMRO sjell ligje, ta atilla për shembull nëse gomat e veturës I ke me balt, ku nuk ka investim gjithandej rrugët, infrastruktura e shkatruar, se ndot ambientin dënohesh 100 euro, kurse Jugokromi një kapacitet që prodhon në mënyrë permanente do të thotë elemente karcinogjene për Tetovën për 300.000 banor, ajo nuk mund dënohet, do të thonë ai nuk e ndot ambientin dhe këtu vendoset në mënyrë selektive duke përkrah dhe duke ndaluar veprimtarinë e një biznesi në Shkup kurse VMRO-ja e përkrah Jugokromin. Shteti duhet I subvencionon. Ministri I Ambientit jetësor është I BDI-s. Ju lutem, shteti mund t'i subvencionon ato punëtor. Dhe ato të marrën rrogë të rinë shtëpi dhe të zgjedhet problemi e jo do të thotë të shkatërrohet një popullat e të. Dhe kjo është e papranueshme domethënë për ministrat shqiptar të cilët promovojnë bile dikund kanë 100 projekte në sferën e ekologjisë, a nuk janë gjendje të ofrojnë ardh pastër për qytetarët e vetë në Tetovë. Сето ова покажува дека во суштина министрите на ДУИ не се слушаат. Туку некој друг си ги тера работите како што ги смислил, а некој си седи таму поради очигледно други причини. Да не навлегува многу дали се слушаат или не се слушаат на крајот, на крајшта народ не го интересира како они таму се слушаат или не се слушаат. Работите одат погрешно. Но точно е тоа дека сепак целта на сите овие представи е останување подолго да се биде на власт. Каде оди целата? Иначе спомнате да речеме 90-ти прави. Многу често, како е насадено дрвото, и сосема е во ред, пробавме 2001 да го исправиме. И се обидовме, мене ме плаши тоа зашто сега работите одат уште повеќе на искривување на дрвото. Ке се вратам на една работа. Многу често ме прашуваат и сега и после оваа емисија ќе биде тоа. Нели, тоа е предавникот кој што ги брани секогаш албанците и така натаму и слично. И секогаш ми вика, кажувам една приказна, што тоа ти мислиш дека они не добили и не сме им дале, нели, кои сме ние тоа не им даде. Пример, дали е возможно, без разлика, попис нема 20% дали се албанците или не се тука негде ќе се сложиме. Можно ли е во периодот на приватизација? Не навлегувам тоа дали таа беше исправна или неисправна, моделот и слично. Сега што ми рекол, дали ви е вас нормално дека од таа приватизација не излезе ни еден олигарх кој што е албанец? Односно, немаше ни еден албанец кој што е директор на некоја од поголемите компании, потоа да дојде до собствеништво на компаниите. Така ќе дојдеш до социјализмот, тогаш стана директори овие, нели, олигарсите во транзицијата. Еве, тоа го кажам. Колку албанци добија акции во тоа време затоа што биле вработени? Моделот беше акции и ние не бевме ние представени во тие фирми. Кога не си, не можеш да добиваш акции. Прашањето е дали било тоа нормално? Не било. Дали тоа значило дискриминација на тоа не враќа многу назад. Не враќа. Но сакам да ви кажам тоа враќањето назад. Иначе, само што оваа власт панично се плаши од собирање. Панично се плаши од начин на кој што ќе се демонстрира некоја антивладина собир, како и да наречете. Ниф има проблем поише од 50-60 луѓе кои ќе се соберат. Демонстрацијата на сила на полицијата е огромна. Не постои такво негде во светот кај што знаеш дека некои луѓе можат, и тоа сме го виделе и кога само македонци се собирале, не е важен поводот дали убиството на момчето во Ѓорчетро, и обратно за Монструм и така натаму, или кога некоја група мала од Facebook се организира и штрајкува. Тој страв го имаат и ДУИ, и ВМРО и ДУИ. Неспорно, заеднички, они веќе изгледаат исто. Целта на раздвојувањето е следен. Тие се плашат дека во еден момент може да дојде мултиетнички бунт против оваа власт. И тоа е веќе проблем за нив. И затоа постојано треба да се раздвојуваат, односно никогаш да не се допрат македонците и албанците на социјалниот момент и такво нешто
да ги спои. И постојано ќе постои една од причините зашто ова се случува, односно ја мислам дека постои ваква атмосфера, е таа. Иначе не постои попонижен човек на кој што му е празен стомакот и празен джепот. Тој е најпонижениот човек. Тоа се случува и кај многу албанци, и кај многу македонци. Значи ќе продолжи со овие вежби, полицијата ќе продолжи. Тоа со УЈП првата вежба беше на еден телевизија. Од тогаш натаму специјалците за најбанални, најситни работи ги гледаме, нели, облечени така. Сега веќе ги гледаме и за цигари. И тоа се тие пораки кои сака да ги пратат дека има кој ве контролира. Друго, ајде, значи постоела истрага, УЈП правела нешто и ајде интервенцијата најавена, викнате. Не, зборуваме за отпор. Значи кога одат специјални полициски сили на терен, значи какви проценки се прават во таа смисла. Окей, школа пропоузаме двит реклама да темим пјесма на трет фундит, теми ќе онитон цонтон. Мир, кај пјесма на трет фундит дебатит, Зоран, колку вина во сета ова ситуација во која што се наоѓаме има и опозицијата. И ДУИ, и ВМРО ДПМН се толку релаксирани затоа што очигледно гледаат дека нема кој да ги смени. Ме насмеа, па нема опозиција во тоталитарни режими, опозиција нема. Не фигурира се каква опозиција, ме прашуваш, не знам. Значи, ако се сака промена на власт, бидејќи нели многу интелектуалци, граѓани и така натаму и постапките што се прават со полиција на сила, нели манифестација е со тоталитарен дизајн оваа држава, оваа власт и ова општество го прави, тогаш опозиција не помага. Нема слобода. Еве сега професорот спомна една бројка дека пола од населението се поразни основи на суд. Значи сите сме под некаква хипотека за било што. Едино некој движење на отпор, но за тоа треба тука опозиција можеби треба да се најде, да се обедини без оглед на етнички и така натаму, но за тоа така да се легитимира една опозиција треба да има сепак една доверба кај граѓаните дека ќе може некој епилог да се постигне, да се смени власта во некој полурегуларни или ако треба па нели не дај Боже да има некакви судири и немири на некои нерегуларни условно почетни услови. Значи за такво движење јас не гледам опозиција која е способна сега тоа да го покрене. Значи треба таа да помине во отпор според сите вака не мои, него теоретски некои поставки, тоа значи се што е сега од опозиција на било каква владеачка функција на било кое ниво да се повлече, да ги испразни сите институции, да се создаде една друга слика во која државата сама по себе автоматски ќе се блокира. Таа не ќе може да функционира, затоа што земјите на својата општина, пола од столчињата ќе бидат празни. Значи ќе биде едно брекери секој се наоѓаат за жал. Па тоа е проблем. Значи јас ова го зборувам затоа што овде влада еднопартиски систем сега. Можеби легитимацијата е на ВМРО ДПМН и ДУИ заедничко, но ова го гледавме во комунизмот и јас се прашам зошто го рушевме комунизмот 90-тите години, нели? Со надежда дека ќе создадеме едно друго општество кој ќе биде нели со друг поинаков политички дизајн по примерот на многу западни европски држави. Ние практично срушивме еден систем да еве сега после 10 на 15 години или 20 колку веќе да изградиме друг тоталитарен систем од тој тип кој има своји мекости некаде, не е тоа репресија секаде на секој чекор, но генерално гледано, нели кога ќе се качи човек на брдо и ќе види ова која е сомаглицата, гледаш дека се е покриено. Значи не можете да се вработите без партија, не можете да на било каква позиција, се распишуваат конкурси како за граѓански, тоа го прави и комунистите. Кога почна да еродира комунизмот, кога немаше сили да се регенерира во силата што имаше, примаше и некомунисти на разни условни места и позиции, примаше квалитетни кадри. Тоа сега го прави оваа власт исто. Се отвара за нови кадри за да може, но тие мора да имаат членски книжки. Но тие се и не мора да има, но тие се во стартот зависни од своите работодавци. Unë është e vërtetë, mendoj se nuk ka hapësirë, se ky pushtet nuk i ka lënë hapësirë opozitës. Dhe asnjë opozit, as ajo Maqedon, as ajo shqiptare, në këto kushte, si funksionon pushteti ВМРО, DPMN, BDI, nuk ka gjasa të ngadhnjej. Unë përsëri do të flas me numra. Nuk mund ngadhnjej nga një qeveri që buxhetin nga 1 miliard e 300 milion euro 2000 e ka bën 3 miliard euro. Do me thënë e ka rritë buxhetin për 226% dhe
На вен че парат тие на дуарта qytetarëve, на дуарта компаниve, sot parat gjenden në duart pushtetit dhe ai bën investime jo produktive me parat e popullit. A ka pare qeveria? Elementi tjetër është qeveria nuk ka pare, ja argumente. Niveli i kredive në Republikën e Maqedonisë është 3 miliardë e 800 milion euro, 480 milion euro janë hipoteka qytetarët dhe kompanitë, borxhi publik është 4 miliard euro që gjithësisht mund të fikson kamera, është rrit për 288% nga 2008. Kemi pas 1 miliard e 386 milion, sot kemi 4 miliard euro borxh publik. Nuk mund të funksionojë në këtë kushte kur prodhimi vendor i rritur edhe atë me metoda dhe manipulime të ndryshme është 8 miliard. Po 4 miliard borxhe qytetarëve, firmave, 4 miliard borxh publik, 8 miliard e kemi bruto prodhimin e vendit. Nuk mund të ketë opozit në kushte ku 40 milion euro paguajnë gjoba qytetarët. Do të thotë 20 euro i ka edhe fëmia ndjep për gjoba në këtë shtet dhe në bazë të analizave të mia ne jemi populli më i gjobitur në Evropë. Nuk mund të ketë opozit në kushte ku në bazë të raporteve të Këshillit të Gjyqësor 1.240.553 lant i kemi në punë në gjyqësi. Thuj se 40 deri 50% e njerëzve janë në për procese gjyqësore. Kjo janë dhëna 2012-ës. Sigurisht 2013, 2014 është tjetër. Dhe ajo që është më skandaloze, nuk mund të ketë opozit në kushtet kur shteti bën presion në të gjitha sferat. Dhe për shembull paramendo përmbaruesit nga 2006 kanë mbledh 700 milion euro nga qytetarët dhe kompanitë. Në vitin 2013 kanë mbledh 127 milion euro, kurse tash dikun 130 milion euro. Do të thotë qytetarët kanë ardhur në situatë ku frigohen të hapin postën, kutinë e postës kur dalin prej shtëpie, se çfarë vendimi mund të vjen nga notari, sepse përmbaruesit kanë filluar për borxhet e shekullit të kaluar ti detyrojnë me vendime ekzekutive të noterëve, të përmbaruesve, ti paguajnë për shembull të vitit 1992-93 dhe s'ke ku ankohesh askund, dhe plus shpenzime tjera të rritura parafërsisht për 10 deri 20 herë. 2.000 denar bëhet borxhi 40.000 denar. Dhe në të kushte të këtij presioni të papar, nuk mund të kesh qytetar që mund të delë dhe të kërkon alternativë të re politike për një perspektivë më të mirë, themi. Дали токму ова стравот затоа што опозицијата не може да пркне? Па, низ бројки нешто кажа Зоран, низ една димензија, низ бројки тотално исто се покажува дека сите овакви авторитарни системи го користат ова и многу е тешко да видиш опозиција, односно на било кој начин опозицијата да пркне. Не само опозицијата, значи како партија, како институционална опозиција, секоја антивладино мислење, секоја антивладина идеја тука е сатанизирана, најпрво сатанизирана јавно и медиумски, потоа заедно со сите методи на репресија. Дали полиција, дали истраги, дали лустрацијска комисија и така натаму и така натаму. Значи едно целосно сатанизирање на се што е антивладино. Но сега тоа што зборувам од аспект на опозициона партија, опозицијата може да го каже, може да бара минимум оправдување од целото тоа, но таа мора да најде начин како ќе се спротивстави, како ќе се бори против оваа власт, што побрзо заради ред работи пред се и економски, а ова што посебно ме плаши во меѓунационалните односи каде ќе води целото ова. При тоа, институционална опозиција или моментално водечка СДСМ, заедно и исто во Албанскиот блок, може да се обиди уште кратко време ова како што е, да најде начин да се спротивстави. Не е ништо страшно, опозиција нема да снема, таа може да се реформира, може да бара други начини на делување, но ќе се вратам на следно, доколку институционална опозиција набрзо не се спротивстави на власта на како што треба, мислам дека ќе дојде до она што повторно ќе ме прашаат, ама кога оваа власт ќе има пари се уште да вработува, се уште да дава плати, субвенции и слично. Мислам дека социјалниот момент во кој што ќе се изгуби меѓунационалната различност и така натаму ќе им дојде
до глава еден ден, но тоа ќе биде со многу жртви. Кога велам жртви, зборувам за не мора да бидат физички, но многу повеќе жртви од она што ќе значи институционално менење на оваа власт. Иначе крајот ќе биде таков. Сме ли или пред уште едно сценарио на оваа власт веќе видено, бидејќи ситуацијата финансиска и свекупно политичка е лоша, да одиме повторно на предвремени избори? Па не верувам. Ќе биде, не знам, преку сите норми. Ние ќе биде единствен пример во светот. Сега на оваа власт не и требаат избори. Прашањето е како да ја задржи власт, но таа уште ќе ја држи ова што и Кире сега рече и професорот, затоа што нема отпор, нема опозиција. Значи на оваа држава сега и треба не само социјална програма каде што без оглед на етичката припадност луѓето нели ќе се обединат за некоја цел за подобар живот, туку и треба и политичка платформа, но не етнички поделена политичка платформа, и треба политичка платформа на кој без оглед на мултиетничкиот карактер на државата, тие две етнички заедници, македонците и албанците се најбројни и тие треба да понесат таа одговорност. Прашањето сега дали има лидери во тоа ткиво, во тоа народно ткиво кој може да ги обедини и да поведе две, условно да речем, револуции и социјална, на кој треба политичка платформа и да тргне по патот конечно на едно граѓанско општество, каде што еднаквоста ќе биде вистинска. Ние сме тоталитарно партизирани. И тој чадор се притиска. Прашањето како да се направи тој отвор. Имајќи предвид дека опозицијата е надвор од институциите. Имајќи го предвид дека ДУИ си даде повторно некаков си рок себе си. Првите 6 месеци па ќе ревидираме нашето учество во владата. Преговорите за името демек се интензивираат, сето ова ни дава за право да гледаме дека овие знаејќи дека повторно може да добијат. Клучот на стабилноста на владата е ДУИ. Јас се согласувам тоа што се обидуваш да ме прашаш. Меѓутоа не сум сигурен дека ДУИ ќе излезе да направи криза. Еве и тоа да го направи. Ќе направи договор. Пак со ВМ и пак ќе дојдат на власт. Затоа што се држат, се е покриено. Што се случи на последните избори? ДУИ гласа, ДУИ покренува иницијатива за распуштање на парламентот. Зошто ДУИ да покренува иницијатива? Па се знаеше како ќе биде епилогот уште тогаш. Пишувавме, зборувавме. Значи, да покренеше ВМРО да памне иницијатива за воредни избори, разбирливо. Значи, поголема партија, за поголемо гласачко тело, таа ќе формира влада и така натаму. ДУИ, тоа е парадоксот, што ДУИ влезе во играта на ВМРО да памне и супер функционираат последните 5-6-7 година. Затоа што Добро, последното влегување им беше дека се ставија на една карта, тоа е евроинтеграциите. За кој што очигледно дека нема шанси дека нешто такво ќе ни се случи. Зошто да влезат и ДУИ во интеграции без оглед на името на партијата кога Европа ќе контролира тогаш како се троши буџетот? Вака е покомотно. Мислам дека безсмислени се предвремени избори без барем или односно без да се исполнат барањата на опозицијата, односно на СДС. Мислам дека ако и ДУИ и ВМРО се договорат за таква некоја, како не рековте вие, не е важно, ујдурма, за предвремени избори, дефинитивно мислам дека опозицијата нема да учествува на такви избори и тогаш знаете дека имате истата ова ситуација со тоа што само сите 120. Но сепак ние сме во една позиција каде што неколку пати лидерот на вашата партија најавува дека има механизми, има нешто во рака, што за 3 дена би го принудил Груевски да ги прифати вашите барања. Тоа е веќе друго нешто ако така го поставувате прашањето, мислам дека дали може да се договорат пак ВМРО и ДУИ да изгласаат онака предвремени избори, тоа е веќе друго и тоа ќе го видиме во наредниот период. Велите нема сила опозицијата за нешто такво? Да го принуди ВМРО да помине за да прифати сила во бомбата очигледно прво. Мислам, таа ќе експлодираше до сега. Ако беше бомба. Второ, јас не слушнав да се зборува за докази, туку се зборува за факти и аргументи. Не слушнав дека се зборува за некакво прекршување на нешто што носи други последици, туку за некои морални норми. Ама тоа растеглива категорија. Mendoj se mund të ketë edhe zgjedhje parlamentare, gjithçka është e mundshme nëse nuk funksionojnë koalicionimet e interesit, e lidhjeve të interesit që i kanë këto dy parti, nëse nuk funksionojnë marrëveshjet rreth tenderimeve, ndarjeve të ndryshme,
mund të ketë do të përsëri konflikte, por konflikte të menaxhuara, të kontrolluara që përsëri të vinë në pushtet të dy partitë, ashtu si kanë luajtur dhe kanë bën planin dhe lojën edhe në zgjedhjet e kaluara, edhe me shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme, të njëjtën mund ta bëjnë edhe tash. Mirë po një gjë do ta di, për gjitha këto punë dhe gjitha këto elemente që i përmendim, BDI-ja ka përgjegjësi të madhe sepse BDI e mban në pushtet VMRO DPMN. Dhe VMRO DPMN nuk është as pak mirënjohëse për këtë politikë dhe për këtë të mirë që ja bën. Se në kushte kur opozita është jashtë dhe të ketë do të thotë argumente BDI të thotë se unë mund dal nga qeveria por do të hije partia tjetër PDSH. Ato e kisha fjalën. Nuk është arsyetim. BDI-ja nëse e pyet, ata e kanë argumentin e vetëm se VMRO-ja ka gomën rezerve, ka PDSH-n që po, nëse bën ti koalicionim mbi baza të projekteve, jo të lidhjeve të interesit, ti duhet ta lësh atë post, por nesër do dalësh me kartën shumë fort se unë kum punu dhe kum qeni angazhuar për realizimin e projekteve që kam premtuar. E jo të dalësh, do me thënë, të më japësh asnjë argument dhe të mbrohesh nga frika se mund ndodhje të hije ky apo ai. Pa marrë parasysh, kjo qeveri me një parti opozitare minore, siç është PDSH-ja me pak deputet, nuk mund të funksionon përsëri. Përsëri do të ketë krizë dhe paramendoni parti, do me thënë, një parti e madhe me 20 deputet të dale shqiptare në opozit. Ajo do të thotë se duhet me vënë pikë kësaj politike, mund dale çdo parti të fiton, por me programe në interes të qytetarëve, jo në interes të grupeve të caktuara dhe intereseve interesi më i madh se janë qeveria ta thonë se e kanë antarësimin e Maqedonisë NATO na lodhën duke NATO nuk mund ta zgjedh problemin BDI-ja NATO ose në integrimin evropian. Ato duhet të zgjedhin problemet emergjente që i kanë shqiptarët, që nuk kanë ujë, që nuk kanë kanalizim, nuk kanë rrugë, nuk kanë kur gjë dhe ne do merrem me çështje madhore. Ne kemi probleme konkrete. BDI-se kanë edhe një tjetër, thonë nëse dalim për qeverisë ku të shkojnë. Не, дoi беслего од влада, само не сека да ги разочара своите гласачи. Па своите гласачи или сите оние кои што бидејќи деверувам дека сите се среќни со тоа гласачи. Добро, кај се движиме? Последно прашање, да заокружиме емисијава, каде се движиме како земја и што не очекува во покус период, да кажеме до или после Нова година? Па, видите, значи мора да видиме она што го зборав. До Нова година мора да го видиме во институционален начин на тоа како опозицијата, без разлика, сега веќе дали ќе речеме бомба или што тоа ќе види, дали тој настан нешто ќе промени, дали ќе дојдеме до ситуација во која што можеби ќе се преговара за барањата на опозицијата и да во еден краток период одиме на избори во кои што овие правила би биле. И тоа е некој сценарио кој што може би изгледа најовака оптимистички. Не знам дали тоа целото ќе оди така. Мислам дека оваа власт ќе изнајде многу начини како може да го продолжи својот век и тука репресијата на сите основи ќе станува се поголема и поголема и тогаш Господ нека ја помош како ќе одат настаните после Нова година. Па не се движиме ние никаде, граѓаните се движат, излегуваат се помасовно од државата. И тоа не е само македонци, него и албанци, статистиките покажуваат дека голем број и нашите граѓани и деца албанци остануваат таму каде што нели отишле привремено нивните родители, никој нема намера да се врати. Македонците се иселуваат се помасовно. Ете, тоа е перспективата на Македонија. Unë mendoj se dëshiroj të jem gabim, po ndoshta mos janë pjekur kushtet që kjo qeveri ta zgjedhë edhe çështjen e emrit. Duke filluar me këto provokimet mbi baza nacionale, unë mendoj se teza e VMRO-s se ne nuk zgjedhim problemin e emrit disi ashter dhe opinioni publik ka një bindje se atë që e ka premtuar VMRO dhe asnjëherë nuk e realizon. Mirë po, në këto momente mund pritet një strategji taktike dhe fillohet problemi rreth zgjedhjes së emrit nën pretekstin e stabilitetit, sigurisë edhe shumë elementeve tjera që mund të jetë një dobi e përgjithshme për gjithë qytetarët dhe deblokimi që Maqedonia mos jetë një zorë qore në Ballkan, por
të ecjet drejt perspektivave të integrimit dhe drejt zhvillimit ekonomik dhe përmirësimit të jetës Ju jeni më qytetarëve. optimisti, Zorani ishte shumë pesimist. Profesore, mislim дека нема теорија да се реши споразум. Мислим според индикациите како работи и стилот како тие го применуваат. Нема теорија. Прашањето за името нема да се реши кога председателот на државата го повторува ставот на грчката официјална политика едно име за сече употреба и нашиот председател исто така вика ерга омнес, нели? Тоа е нашиот став. Со два ерга омнес, нели? Нема решавање на името. Кога министерот за надворешни работи вели дека пред нас е зид, ја мислам дека дипломатијата е умешност да се бара патишта надвор од зидот. Значи се откажуваме ние од тоа и тука кој може да биде оптимист дека тоа ќе се реши. Тоа значи во НАТО нема да влеземе, но тука сме ние близко, кооперираме со НАТО. За Европска унија не станува збор. Мислам дека фали само уште официјално, на што нема да го направила власт, односно пред ДПМН, официјално ни соопшти дека ние се откажуваме од европската приказна. Иначе решавањето на името не дојде преди и со едното целата атмосфера повторно може нема да се сложиме. Она што не може да го каже власта, односно Груевски, го кажуваат неговите мегафони. И вие ако ги следите ни сето она што он не сака да го соопшти, тоа го соопштува. Таму приказната е сосема друга, заборавена е и Западот и Европската унија и НАТО. Ние треба да се свртиме кон она што нели еднината, Исток, Русија, Путин, големиот нели Ердоган и така натаму, иако во принцип тоа не значи дека они се нешто љубители на тие народи или слично, туку пред се го сакаат тој систем, односно приближувањето натаму, затоа што им одговара таквиот начин на владење за самокронисување како на нив двајца. Со вас, тоа е целта е менталниот само склоп. застанување на власт доживотно. И тука барајте го како ќе се однесува власта и што прави. И тоа копирање на тие модели, а кажувањето на проклетиот Западот кој што ги користи албанците како маша, еве сега повторно нешто, тоа е американска приказна која што нив ќе ги искористи за дестабилизирање на регионот и слично. Тие приказни, знаете дека ги говори највисокото ръководство на оваа држава, односно ВМРО-ДПМН, односно Груевски премиерот, само што не може да ги соопшти, туку ги пушта. Се согласувам со некои од тезите, но простите што упаѓам, не се согласувам дека ги користат албанците за нешто, затоа што албанците се во власта и тоа многу моќни и силни. Тезата ви ја кажувам, тезата нивна за тоа како Западот ги користи албанците за дестабилизирање на Македонија и така. Океј, како и да е, ние ќе бидеме тука и ќе гледаме што ќе се случува и ќе коментираме и се надеваме, односно добро е да бидеме оптимисти, но малку имаме простор за оптимисти дека нешто ќе ни се подобри. Бројките, ова што ги презентираше вечера професорот, не разочара некако сите уште повеќе ќе не депримираат. За жал. Ги кажуваме од нашите статистики се. Ги кажуваме ние, но тешко допираат. Ju faleminderit edhe një herë që ndatë kohë ishit me mua dhe shikuesit e televizionit Alsat. Благодарам. Juve të nderuar, ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim, shihemi të njëjtën ardhshme në të njëjtën kohë.